Навистина огромна е честа да можете да отворите после 40 години нова градинка во Кавадарци. Во оваа градинка ќе бидат згрижени 142 дечиња согласно најсовремените светски стандарди за предучилишна грижа на деца од предшколска возраст. Градинката ќе овозможи на децата преку игра да растат, да се развиваат, да бидат воспитувани од компетентни вработени кои што преку систем на обуки ги градат своите вештини за психоемотивна и секаков вид на развој на децата со кои што ќе работат во групите. Градинката е изградена со средства од Министерството за труд и социјална политика во износ од 57,4 милиони денари во склоп на проектот подобрување на социјалните услуги, за што имаме поддршка од Светска банка. Оваа градинка ја испраќа пораката дека за нас секој дете во државата подеднакво е важно. Предучилишното образование е од огромна важност за понатамошната подготовка на децата за нивниот влез во основното образование. Потребите кои што се неопходни заради вработувањето на родителите, меѓутоа посебно денес во услови на пандемија, кога согласно протоколите уште повеќе зголемена потребата за нови капацитети за сместување и изгрижување на деца од предучилишна возраст, говори за тоа колку на овие проекти Министерството за труд и социјална политика и владата посветува внимание. Ние интензивно во изминатиот период работевме на изградба на нови, меѓутоа и на реконструкција и преадаптација на веќе постоечки објекти за предшколска возраст. Паралелно со ова, Министерството за труд и социјална политика целосно ја имплементира социјалната реформа, доближувајќи ги сите социјални услуги до граѓаните, односно до оние за кои се креирани и за кои што се наменети. Јас на вработените во градинката им посакувам пред се многу здравие. Им посакувам успех во нивната најблагородна работа на светот, затоа што работат со децата. А на градоначалникот му посакувам нови проекти и заедно со централната власт на вистина да ги адресираме потребите на граѓаните заради кои и влегуваме во политика. На сите вас ви посакувам среќни празници, бидете здрави и живи и пандемијата да остане за нас веќе следната година. Пред се сакам да изразам мојата огромна благодарност према Министерството за труд и социјална политика, Светска банка и целокупната влада, која што лани успеавме тука да отпочнеме со изградба на ова градинка, а еве токму пред завршувањето на оваа година да ја отвориме во целост. Моето задоволство е тоа што во претходниот мандат и отпочнувањето на овој мандат успеаваме вакви капитални, суштински, значајни објекти за општеството, да ги намениме правилно за нашите сограѓани, да можат од најмали нозе па до повозрастните се чувствуваат убаво и да бидат искористени сите наши ресурси кои што треба да ги дадеме и како држава и како општина. Ова е една од најубавите градинки кои што јас лично ја ги имам посетено, а имам повеќе посетено надвори од Кавадарци. И стварно задоволството е тука да се присуствува и да се работи, меѓутоа и да децата растат во еден психофизички дух и да се развиваат во една нормална средина. Како што каже министерката, инвестицијата е околу 55 милиона денари. Успеавме како општина навремено да ја завршиме експроприацијата на земјиште, пошто ова беше приватно земјиште. Успеавме да ги завршиме другите работи, се со една единствена цел да од утре натаки, а верувам дека после 15 јануари директорката се организира да во ова градинка смести околу 150 дечиња, а со тоа листата на чекање во општина Кавадарци ќе биде речиси на нула. Сакам да потенцирам дека во овие 4 години успеавме од 370 дечиња во континуитет кои што чекаа за во градинка да стигнеме до една нула, а покрај тоа што имаме и зголемен наталитет на деца како општина, кој е еден благодет. Нека им со среќа градинкава на жителите на општина Кавадарци. Уште еднаш благодарност до Министерството да продолжиме во оваков пат за градба на капитални објекти и за градба на потребите на нашите жители. Тоа не е основна работа, основна потреба. Верувам дека секој еден од нас би бил среќен кога, како што спомна и министерството, после 40 години еден индивидуален капитален објект од карактер на градинка од 150 дечиња ќе биде изграден. Така да, колку мојата возраст што е, толку и се немало изградено градинка во Кавадарци во целост и стварно ми е пред се задоволство. Чест. Благодарам.
Јавната општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадарци е основана во 1963 година по иницијатива на општинското собрание. Во време на 58 годишното работење детската градинка претрпува трансформација, добивајќи ја денешната физиономија. Детската градинка располага со 5 наменски градени објекти лоцирани во градот и 3 во руралните средини. Во 2018 година со преадаптација на дел од просториите од здравствен дом се отвори објектот Бубамара со капацитет од 75 дечиња во 3 занимални. Инвестицијата е од општина Кавадарци, а опремата од Министерството за труд и социјална политика. Во 2018 и 2019 во објектот Снежана и Детелинка извршени се промени во просторните услови, што Снежана со доградба на 2 занимални. Капацитетот се зголеми од 140 деца на 178. Овој објект располага со 11 занимални. Објект Детелинка со промера на просторните услови и доградбата на 5 занимални, капацитетот се зголеми од 138 на 217 деца. Овие дечиња се сместени во 14 воспитни групи. И двете доградби се со инвестиција од општина Кавадарци и градоначалникот Митко Јанчев, а опремата од Министерството за труд и социјална политика. Објектот Петар Пан. Овој објект, односно групата во други просторни услови, е во село Марена, со капацитет за згршување од 23 деца на возраст од 2 до 6 години. Преадаптацијата на просторот е извршена од страна на локалната самоуправа и градоначалникот Митко Јанчев, а опремувањето е од страна на Министерството за труд и социјална политика. Објект Звончица 2019. Овој објект, односно групата во други просторни услови, е во село Возарци и е со капацитет за згришување од 19 деца на возраст од 2 до 6 години. Инвестицијата за преадаптацијата на просторот е извршена од страна на локалната самоуправа и градоначалникот Митко Јанчев, а опремата е од сопствени средства. Вкупниот капацитет за згришување во последниве 4 години е зголемен за 242 деца, а со отварањето на новиот објект Сонце, капацитетот ќе се зголеми за уште 140 деца. Значи, изминатиот период имаме зголемување на капацитетот за 382 деца. Секојдневното залагање на општина Кавадарци, Советот на општината, заедно со нашиот градоначалник господин Митко Јанчев, Министерството за труд и социјална политика и ние, како градинка, придонесе последните 4 години од 510 деца, бројот на децата во 2021 година да изнесува 892 деца. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.